И за самиот крај од емисијата имаме една млада, но исклучително сестрана личност, сестрана во буквална смисла на зборот, затоа што таа е и актерка, и писателка, и продуцентка, Изабела Екимова. Изабела, добро утро. Добро утро и вам. Ова е дел од списокот, дали треба уште нешто да додадам? Па, мислам дека за почеток доволно, да. Ама сега кога би морала да одбереш првенствено од сето ова писателка, актерка, продуцентка, што ти е вака примерно, што прво би издвоила? Јас сум по професија актерка, со завршена магистратура по применен театар. Па така и се представувам сега, да сите овие пропратни работи што ги набројавте си дошле некако природно во условите во кои некако сме принудени да твориме. Животот така не насочува да во некој момент мора да бидеме и автор на дело, и режија, и продукција, и се. Но не се косат едни со други, напротив се надополнуваат и ја даваат целината. Па да, во нашата трупа некако добро, супер се согласуваат едни со други. Изабела, јас те најавив со твоето име и презиме, но во театарскиот свет си многу попозната како Изабела Пан. Да. И многу е важно зошто тоа. Ајде да видиме дали е тоа Пан од Петар Пан. Да, секако од Петар Пан е. Уште кога бев малечка сама си го додадов тој надимак. Потекнува од Петар Пан, цртанот ми беше омилен, сите делови на Петар Пан ги имам гледано, историјата, зошто е напишана и така натаму. И книгата прочитано, се надевам, така, да, и англиската верзија и македонската. Највеќе затоа што Петар Пан е детето што не сака да порасне и сметам дека секој уметник за да биде продуктивен уметник треба да го негува тоа дете во себе, инаку како ќе создаваме фантазија. Мене таа негова особина ми е многу интересна затоа што тука секогаш се водат некои полемики за едни е добро, нели, да се задржи детето во себе, да не се порасне, за други тоа е пак го сметат како несериозност, незрелост, така. Да. Но како што велиш во оваа твоја бранша, па знаете како, јас од моето искуство со работа со деца, сватив дека возрастните и луѓето што имаат повеќе моќ спрема некој, не сакаат луѓето околу нив да имаат дете во себе, затоа што возрастни човек е полесен да го контролираш. Децата потешко се контролираат. И се поискрени, а не секој искреноста сака да ја прими како што треба. Впрочем, имаш и еден цитат, веќе те цитирам, убаво да се цитира, нели се доволно големи, каде што велиш децата се најбавата публика, затоа што не знаат да мразат, освен ако некој од дома не ги научи на тоа. Точно, стојам за тоа што сум го кажала. Децата навистина ако дома не присуствуваат на некој чин на омраза, гнев, ако не ги научи некој дека одредена група на луѓе не треба да ја прифаќаат, тие не знаат за тоа. Тие сакаат да си играат со секој, да гушкаат, да бидат среќни, но како што растеме, за жал, исто така границата на созревање е некако поместена. Порано повеќе би рекле дека докај 10 години детето можеш да го насочиш кон нешто, а сега веќе 7-8 почнуваат да бидат своји посебни индивидуи. Не можеш баш преку ноќ не можеш да ги препознаеш. Да. Сега што влијаело на тоа, нели, дигитализацијата многу влијае на истото, ама да, детето е родено слободно, слободоумно, не знае да мрази, го гледа тоа околу себе, не само дома, и во дружбата, па и во училиштата, и така станува возрастен човек. Изабела спомена дека си дипломирана актерка, згора на тоа имаш нели уште и постдипломски студии, магистарски во Нови Сад, но ова твоја врска, конекција што имаш со децата, таа не може да ти ја даде ниту еден факултет. Се започнало, ти си, тоа не го набројавме, и аниматор. Првенствено аниматор. И се започнало сосема спонтано преку детски родендени. Така, да. Каков е тој свет, кога ќе се внурнеш во нив, кога стануваш дел од нив, така? Јас работам од мои 16 години, како во угостителство работев прво, па потоа работев во една фирма и беше корона, добив отказ, дадов отказ, како и да, и останав без работа. И почнав да работам роденденски анимации сосема случајно, затоа што сватив дека сум дечар по природа и сакам да си играм со деца. И дека не го чувствуваш како работа тогаш тоа, така? Да, и затоа што навистина имам највисоко мислење за
за децата во нашето општество и во светот општо. Така почнав да работам детски родендени, анимации, сватив дека пред се јас се забавувам. Лесно ми е, не го чувствувам како терет, како притисок, дека сега морам со сила да одам да го изработам тоа. Па потоа од тие анимации успеав и професијата да се ја вметнам во тоа, така настана детски представи и сега веќе растеме. Сега имаме представи за тинејџери, за возрастна публика и така натаму. Помеѓу другото, значи, ти ги пишуваш представите, така? Ти си писателка за деца. Што ти она примарно од кое што почнуваш, кога пишуваш нешто што е наменето за таа публика, најспецифична? Јас сум автор на тие дела, немам објавено никаква збирка на драми или нешто Добро, за да... има време, да си. Да, ќе видиме дали воопшто ќе има потреба за такво нешто. Мислам дека најголема инспирација за да ги напишам тие театарски представи, тој текст за театарски представи, е тоа дете што го него. Затоа што ако ја немам таа фантазија што ја има детето, и јас гордо можам да кажам дека се уште имам таква детска фантазија, нема да можам да напишам детска представа. Посебно не детски представи какви што има нашиот театар, кои можам да тврдам и да потпишам дека се поразлични од сето на друго што го гледаме. А што е она што ти е цел, да речеме? Што е она што сакаш да им всадиш на децата, да ги научиш? Нешто што, ете, не го добиле можеби од дома, па да го добијат од тебе? Јас немам никоја висока цел за мојот театар, ниту пак сакам да им всадам нешто на децата, затоа што не ми е целта да им правам, како го викаат, brainwashing или било што, напротив. Само обработуваме од детските теми врсничко насилство, обработуваме прифаќање на различитости, сообраќање на култура, бон-тон, како да се однесуваат во театар. Тоа се општи теми, каде што сакаме да им покажеме еден свет, каде што се сите прифатени, се дружат и се забавуваат. Па кој од тие деца и родители ќе си промени нешто кај себе, мене ќе ми биде драго, а има и такви што колку и да им покажуваш, тие пак си терат по свое. Мислам, тоа е индивидуално. Но никогаш не ми било целта нешто да всадам некому или мојот став да го наметнам на некој, па да го прикажам тоа како единствен и правилен начин на живот. Да, но сепак овие теми што ги спомена, тоа се сушности можеби нашите најголеми проблеми. Точно, и затоа ги ставаме под тепих, затоа што некако се насочуваме кон тоа што вие го спомнавте, некому да му го променам ставот, да му го наметнам моето мислење, а ги забораваме општите теми што всушност ни го прават хаосот. Како на пример, да внимаваш на пешачки премин, тоа е и за возрастните. Да не поминуваш на црвено. И за возрастните. Повеќе за возрастните. Да не седиш на телефон додека возиш, повеќе за возрастните. И некако ги игнорираме тие теми и се насочуваме на нешто друго што повеќе е па индивидуално. Кога ги спомена се телефоните, нешто што прочитав за тебе што не е многу својствено за твојата генерација е дека воопшто не ги милуваш социјалните медиуми, односно мрежи, или да кажеме не си зависна. Так. Предпоставам тоа исто така нешто што сметаш дека наспроти тебе е една голема аномалија што владее сега меѓу младите и меѓу децата. Дали сметаш дека еден од начините да се намали таа зависност е преку соодветни представи за младата генерација? Не зборам за децата, за тинејџерите, за кои што можеби имаме некоја најголема вакуум дупка. Јас бев голем поборник против мобилни телефони и сета таа технологија, но исто така мораме и како тим и индивидуално да бидеме активни, затоа што за жал денес единствено рекламирање на тој простор. Веќе не функционира лепење постери, не функционира па и телевизија, многу ретко мојата генерација. Ке ти избркаме се шегувам, да. Ама мојата генерација многу ретко гледа ТВ. Тоа е факт, тоа е реално. На YouTube се закачани цело време, YouTube, кратки видеа, TikTok, и ние мораме и таму да се рекламираме највеќе затоа што таму ни е нашата публика. Кога се работи за децата, не треба да им се одземат телефоните. Тоа е многу погрешно, затоа што не можеме да ги одземеме телефоните. Тие се нашата нова реалност. Треба да научиме правилно да ги користиме, да ги научиме децата да прават баланс во нивното користење. Да не бидеме ние нивни робови, туку ти да ни служат нас. Да, правилно да ги користат, да го распределат точно времето кое го поминуваат на тој телефон
и нормално да има надзор што гледаат. Затоа што нели се можат да видат и на многу лош начин може истата таа содржина да влие на нив. И исто многу се почесто и почесто се соочувам со деца кои имаат екранизам развиено и тоа изгледа. Имаме и со психолози зборувано на таа тема, да. Мислам, јас од психолошки аспект не сум професионална за да ви зборувам, но можам да ви зборувам од искуство, затоа што сум цело време со деца. Верувајте ми дека во моментов јас сум шокирана колку деца има со екранизам. И ние не знаеме како да ги третираме. Јас повеќе знам како треба да се однесувам со дете кој има аутизам, церебрална парализа, Даунов синдром или слично, ама дете со екранизам не знам како треба да го третирам. Многу е чудно, многу е шокирачки. И мислам дека се должи на тоа што и младите родители се исто збунети затоа што има ново и само не знаат како да го распределат времето, како правилно да го потрошат тоа време на дигитализација. Изабела, да преминеме на главниот повод. Еве гледачите веќе може да видат насловот на представата, која премиерно ќе се изведе на 15 октомври, е Молкот на Марија Магдалена. Би започнала од насловот. Зошто Марија Магдалена? Марија Магдалена во нашата представа е модерен лик, модерна девојка, млада, која заминува да работи во странство и запаѓа во еден ланец на трговија со луѓе. Направена е една компарација со ликот на светицата Марија Магдалена, простувањето на незините гревови, не се задржува конкретно на таа приказна, туку некако направена таа компарација кога Марија Магдалена би живеела во 21 век, што би се случувало. Да. Дали би се случувало нешто поинако од тоа што го доживеа? Или да не одиме до крај, да не откриваме до крај? Па, ајде, нема да ви открием како завршува, само ќе кажам дека во модерниот свет, нашата Марија Магдалена завршува во тој еден црн ланец на трговија со луѓе и бара да си прости на себе си, пред се. За кого е наменета? Наменета е за 16 плюс таргет група, средношколци. Мислам дека се тоа, така при крај. Што рековме, оние на кои што најмногу им недостасуваат соодветни представи за Па да, во тоа време сакаме да одиме во Америка, во Хрватска, да работиме, а не сме свесни што се тоа носи, па и сакаме чисто само малку да им кажеме да бидат повнимателни. Да ги поканим за самиот крај уште еднаш, споменав 15 октомври, каде? Во салон 1919, тоа е спроти ГТЦ, кај градска болница, тука негде во тој округ, ќе го најдат лесно на Google од 8 часот. Ти благодарам многу на ова твое гостување, на овој разговор утрински што го имавме, иако сега велиш твоја генерација можеби не гледа телевизија, но ќе ти го исечам парчето и ќе можеш да си го споделиш и преку социјалните медии. Така, ќе соработуваме. Мојата генерација ќе направи рил, што ќе го споделува, а вашата генерација ќе си гледа на телевизија. Така. Ти благодарам многу уште еднаш.